Додека се уште траат консултациите за формирање на новата влада, јавноста останува скратена од можноста за подетелни информации. Повиците за брзо формирање влада продолжуваат. Партиите се уште затворени на внатрешни консултации, но и за подетелни информации за јавноста. Од она што досега се знае е дека СДСМ ги доставиле писмените материјали што јавно ги побара лидерот на ДУИ Али Ахмети, но не се соопштуваат повеќе детали. Контактиравме дел од локалните политичари од СДСМ, кои во однос на ставот на нивната партија за двојазичноста на целата територија и албанската платформа велат дека конечниот збор го има лидерството на партијата, а конечно некои клучни прашања, како статусот на албанците, но и попис на населението, треба да бидат решени. Ставот е она што го слушате од лидерот на СДСМ Зоран Заев. Значи, јас не знам искрено што све е понудено во тој пакет кој што е доставен до ДУИ. Не би коментирала ништо се додека немам повеќе сознанија. Мислам дека Македонија се повеќе и повеќе треба да напредува кон процесот кон евроатлантската интеграција. Мислам дека решавање на многу отворени прашања во земјата, како што е статусот на албанците, попис на население, генерално проработување на САО е повеќе од битно за да мислам една за секојаш се решат работите во Македонија и таа замени кон правилниот пат. Од ВМРО ДПМН конкретна информација има само по телевизиското интервју кое викендов го имаше лидерот на партијата Никола Груевски, кој истакна дека не можел да се согласи со двојазичноста и останува на ставот дека излезот од сегашната состојба е во нови предвремени парламентарни избори. Истото мислење го делат и локалните политичари, кои како што истакнуваат, не гледаат логика во двојазичност на целата територија на државата, каде македонците се 65%, а албанците 25%. Во однос на платформата на албанците, политичарите истакнуваат дека со истата се предвидува репреговарање на Охридскиот рамковен договор, а независно од било што, не може да се прифати поради фактот дека е подпишана со други партии во друга држава, со што се руши интегритетот и суверенитетот на Република Македонија. Ние како пратеничи со сите сили демократски се разбира во рамките на парламентот, нема да дозволиме тоа да се усвои. Значи, сепак, треба како македонци да го имаме патриотското чувство. Не дека не ги почитуваме албанците. Напротив, ние имаме соживот, ние имаме почитување на Охридскиот рамковен договор, меѓутоа процентот на албанците во Македонија, онаму каде што не се 20% да се зборува албански јазик е сепак неприфатливо и понижувачки за македонците. Јас и како Олга Лозановска и како член на партијата не би ја прифатила двојазичноста. Ние сме сите македонци и тоа треба сите да го разберат и треба да се зборува на македонски јазик во нашата држава. Партијскиот став е мој став. Неприфатливо. Јас правев средношколски протести во 2004 година токму заради двојазична битола, тоест против двојазична битола. Сигурно не сум го сменил мислењето после 15 години да е различно од тоа. Во однос на политичката ситуација во државата, бројни ставови од амбасадори и министри, се огласи рускиот амбасадор Олег Шчербак, кој истакна дека никаква наметната одлука од надвор не може да обезбеди стабилна држава. Министерот за надворешни работи на Австрија Себастијан Курц во текот на неговата посета на Македонија пред неколку дена посочи дека македонските политички партии треба сами да донесат одлука по изборите и да најдат излез од кризата, а предвид треба да се земе стабилноста на државата, но секако и реформите кон европскиот пат. Францускиот амбасадор во државата Кристијан Тимоние со порака дека е добро за земјата да се формира влада кога изборите минаа во фер и демократска атмосфера. Тој смета дека Македонија не е во криза и важно е да преовладува мир и да нема конфронтации, бидејќи во спротивно сите би изгубиле.